13 август 2001 година под силен меѓународен притисок после речиси еден месец тензични преговори се потпиша Охридскиот рамковен договор со кој се стави крај на крвопролевањето. Рамковниот го отвори уставот и етничките заедници добија поголеми права. 22 години подоцна од она што беше ставено на хартија, имплементацијата е во сосема друг правец, коментираат аналитичарите. Наместо граѓански концепт за развој на државата, одредбите од 2001 се злоупотребуваат. Според аналитичарот Благојче Атанасовски, Македонија не се гради како европска граѓанска демократија, туку се создадоа два етнички политички блока. Сето тоа што беше запишано, да речеме, во Охридскиот рамковен договор дека Македонија треба да биде еден вид на мултиетничка граѓанска демократија, имплементацијата на рамковниот договор дегенерираше да Македонија направи во еден вид на етничка консоцијација, делејќи на два етнички политички блокови, се злоупотребуваше принципот по вработување по етнички клуч, Бадентеровото мнозинство многу пати беше злоупотребено и наместо Македонија да се гради како еден вид на европска граѓанска демократија, каде што ќе се почитуваат човековите права, но почитувајќи институциите на системот, ние во овие 22 години сме секојдневни сведоци дека живееме во паралелни светови. Од денешна призма, рамковниот договор беше добар затоа што стави крај на 6-месечните војни действија и се спречи да прираснат во граѓанска војна, додава Атанасовски. Но наместо развој на државата во мултиетничка демократија, се случува постојано прекршување на одредбите од истиот. Но сето тоа што следуваше од имплементација на рамковниот договор дегенерираше во сосема еден друг правец од тој што беше претходно замислен, претходно теоретски напишан во одредбите на Охридскиот рамковен договор и претходно осмислен како Македонија треба да се развива во една граѓанска мултиетничка демократија. Мислам дека тоа веќе и представниците на меѓународната заедница под чиј притисок се потпиша рамковниот договор, сватија дека сето тоа што беше ставено на хартија отиде во сосема еден друг правец, наместо да биде една унитарна граѓанска држава, ние се повеќе тежнееме кон еден вид на јазична и етничка федерација. На преговорите во Вила Билјана во Охрид, кои биле мощно напнати, учествувале тогашниот председател на Република Македонија Борис Трајковски, Бранко Црвенковски, Љупчо Георгиевски, Имери Мери, Арбен Џафери и представниците од Европската унија Франсуа Леотар и Хавиер Солана, а од Соединетите американски држави Питер Фет и Џејмс Пердју. Преговорите се случуваат во исто време додека ескалираат насилствата на фронт. Според рамковниот договор, треба целосно да се почитува принципот на недискриминација и рамноправен правичен третман на сите лица пред законот. Овој принцип особено се применува во однос на вработувањата во јавната администрација и јавните претпријатија.